Поздравени и добре дојдовте на почеток на станите на денот. САД и Израел извршија заеднички напад врз Иран. Техеран возврати со ракетни удари кон Израел и повеќе земји во регионот. Блискиот исток нарапна по широка ескалација. 11 македонски државјани побарале евакуација од Израел, но воздушниот простор е затворен до понеделник. Поголем број македонци се во атрактивните туристички места како Дубај и Абу Даби. Дел од нив барале помош од амбасадите. И во моментов е окей, стабилно. Имаше пред неколку сати некои да кажем мали експлозии се слуша, што претпоставам, тоест прочитав дека беа тоа ние пресретнување на одбранбениот систем на Емиратите против оние ракети кои што беа неверојатно туку лансирани од Иран на кај Емиратите. Така да само тоа беше на два наврати по некои, речем, мали експлозии. Сега освен неколку проектили кои што падна, а беа пресретнати, посериозни оштетувања нема во држава, може да се каже. Поддршка за активностите на САД на Блискиот исток од македонската дипломатија. Амбасадите отворени за помош. Нормално е и очекувано да бидат загрижени, напнати, но сакам да ги уверам сите наши граѓани кои што имаат нивни роднини, блиски, што престојуваат во Обединетите арапски емирати и во регионот, дека тие се безбедни, дека институциите во државите на приемот функционираат најнормално. Нова размена партиски препукувања за Артан Груби, договор меѓу ВМРО ДПМН и ДУИ или стравка кај опозицијата од потенцијалните сведочења против нивни функционери. Случај нож во училиштето Киро Глигоров. Психолозите предупредуваат дека е потребна стручна проценка и системска поддршка, а не само изјава од родител. Секоја четврта мајка во Македонија се соочува со депресија или анксиозност. Овие вести се опфат на анализа на нападите на САД и Израел кон Иран, но и контранападите кон повеќе држави на Блискиот исток. Останете со нас, почнуваат вести. САД и Израел извршија заеднички напад врз Иран. Во Техеран и во повеќе градови се слушаа силни експлозии, а иранскиот воздушен простор е целосно затворен. Американскиот председател Доналд Трамп потврди дека се во тек големи и тековни борбени операции со цел, како што рече, да се спречи Иран да развие нуклеарно оружје. Израел нападот го опише како превентивен. Иранските сили возвратија со ракетни напади кон цели во Израел и по широкиот регион на Блискиот исток, Катар, Кувајт, Обединетите арапски емирати, вклучувајќи го Абу Даби, Бахрейн и според дел од извештаите Јордан. Мартин Арсов со детали. САД и Израел го нападнаа Иран. Техеран утрово се разбуди со експлозии. Погодени биле неколку локации во близина на центарот на градот, каде што се сместени владени институции, вклучително и резиденцијата на врховниот лидер, ајатолахот Али Хамнеи. Во моментот тој не бил таму. Експлозии се слушнале и во повеќе други градови низ земјата. Погодено било основно училиште за девојчиња во Минаб, при што загинале 60 ученички, а над 80 биле повредени. Пентагон го нарече нападот Операција Епски бес. Американскиот председател Трамп вели дека целта е уништување на иранските ракети и нивната морнарица. The United States military is undertaking a massive and ongoing operation to prevent this very wicked, radical dictatorship from threatening America and our core national security interests. We are going to destroy their missiles and raise their missile industry to the ground. It will be totally, again, obliterated. Трамп им рече на членовите на Исламската револуционерна гарда да го положат оружјето, вети дека ќе им даде имунитет. Ако не го стора тоа, вели дека другата опција е сигурна смрт. Му се обрати и на иранскиот народ. The hour of your freedom is at hand. Stay sheltered. Don't leave your home. It's very dangerous outside. Bombs will be dropping everywhere. When we are finished, take over your government. It will be yours to take. This will be probably your only chance for generations. Порака за иранците испрати израелскиот премиер Нетањаху. יחד עם ארצות הברית נכה קשות במשטר הטרור. ניצור תנאים שיאפשרו לעם האיראני האמיץ לפרוק מעליו את עול המשטר הרצחני הזה. זאת ההזדמנות שלכם, להקים איראן חדשה וחופשית, קחו את גורלכם בידיכם. Израел прогласи вонредна состојба во сите области. Училиштата се затворени, а јавните собири се забранети.
Иран почна одмазда. Истовремено се извршени повеќе ракетни напади врз 4 американски бази. Се работи за воздухопловните бази во Катар, Кувајт, Обединетите арапски емирати, како и базата на 5-тата флота на американската морнарица во Бахрейн. На социјалните мрежи кружи видео од моментот кога ракета паѓа во близина на група луѓе на улица во Катар. Oh my God. Најмалку 5 експлозии одекнале во Дубај. За сега е нејасно дали детонациите се резултат на напад или од пресретнување на ракети од страна на системот за воздушна одбрана. Дубај е туристички центар и не е седиште на никакви познати американски воени објекти. Ya Allah! Ya Allah! 4 лица загинале во Сирија, откако иранска ракета погодила зграда на југот од земјата. Интернетот во Иран е целосно прекинат, па единствениот начин граѓаните да дојдат до информација се вестите на државната телевизија. با توجه به اطلاعات حاصل شده از این دو رژیم فاسد عملیات آنان در تهران و برخی شهرها ادامه خواهد داشت، لذا تا آنجا که ممکن است ضمن حفظ آرامش به مراکز و شهرهای دیگری که برایتان امکان پذیر است سفر نمایید که از گزند شرارت‌های این دو رژیم در امان بمانید. نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران پاسخ کوبنده به اقدامات شرورانه آنان را آغاز کرد. Најновите случувања низ Блискиот Исток се опасни, оцени високата представничка на Европската Унија за надворешни работи и безбедносна политика. Режимот на Иран убил илјадници луѓе, неговите балистички ракети и нуклеарни програми, заедно со поддршката за терористички групи, представуваат сериозна закана за глобалната безбедност. Европската Унија усвои силни санкции против Иран и ја поддржа дипломатската соработка, вклучително и по прашањето на нуклеарната програма, напиша Калас. Додава дека Европската Унија со арапските партнери бара дипломатски решенија. Францускиот председател Макрон побара итен состанок на Советот за безбедност на Обединетите нации уште за денеска. Предупредува дека војната ќе има сериозни последици за меѓународниот мир и безбедност. Русија пак повика на итно запирање на нападите врз Иран. Вашингтон и Тель-Авив в очередной раз затеяли опасную авантюру, которая стремительно приближает регион к гуманитарной, экономической и не исключено радиологической катастрофе. Меѓународниот аеродром во Дубај, кој важи за најпрометен во светот, ги суспендираше сите летови на неодредено време. Глобалните авиокомпании ги откажаа летовите низ Блискиот Исток. Воздушниот простор над Иран, Ирак, Кувајт, Обединетите арапски емирати, Либан, Бахрейн и Јордан е празен. Нападите следуваат по најавите за нова рунда разговори во Женева со посредство на Оман. САД веруваат дека Иран се стреми кон развој на нуклеарно оружје и бараат целосно запирање на процесот на збогатување ураниум, кој може да се користи и за цивилни, но и за воени цели. Мартин Арсов, Сител телевизија. Да, Блискиот Исток повторно е нарап на поширок конфликт. По заедничките напади на САД и Израел врз цели во Иран, Техеран возврати со ракетни удари кон Израел и американски бази во регионот. Кои се погодените точки, како се движеле нападите и колку е реална опасноста од регионална ескалација. По продолжение со помош на мапа и симулација детално ќе покажеме како се одвиваа нападите и одмазничките удари. Израел и САД утрово лансираа нова серија напади врз Иран, на што официјален Техеран возврати со одмазнички напади на практично сите американски бази кои што се наоѓаат во Персискиот залив, а стрелаши на цели во Израел. Ракети паднаа во близината на Тел-Авив. Одиме веднаш на мапа да видиме како тоа изгледаше. Израелците стрелаа од земја и преку своите авиони од воздух, додека американската војска им даваше поддршка од воздух и од своите носачи на авиони кои што беа распоредени на стратешки точки во Персискиот залив и на самиот брег на Израел во Медитеранот. Можеме на следната мапа да видиме практично како беа распоредени американските воени пловила. Она што го гледате обележано со С, американскиот
носач на авиони Абрахам Линколн, според информациите кои што ги објавија колегите од CNN, повикувајќи се на позиционирањето на американската флота во последните месец дена. Носачот на авиони Абрахам Линколн бил практично поставен на самиот влез на Персискиот залив. Тој со себе носи една прилично голема флота која што брои повеќе од 10-15 разурнувачи и разни видови на борбени бродови, додека останати малку пофлексибилни и побрзи флоти практично пенетрирале во Персискиот залив и на некој начин биле непосредно на самиот брег на Иран. Затоа како практично се подготвувала целата оваа акција, сите овие напади, зборува и движењето на вториот американски носач на авиони Джералд Форд, кој што практично се наоѓал некаде во близината на првиот носач Абрахам Линколн, меѓутоа во тек од некаде една недела, 10 дена почнал да се движи и низ Суетскиот канал дошол на самиот брег на Израел, пред се како одбрана за Израел, меѓутоа извештаи говорат за тоа дека и од овој носач на авиони практично било стрелано на цели во Иран. Одиме да видиме каде завршија ракетите кои што меѓу себе си ги разменија Иран, Израел и Соединетите Американски држави. Може да се забележи дека Израел и САД целеле на точки во Иран каде што сметаат дека се развива нуклеарната програма на оваа држава. Станува збор главно за точки кои што се лоцирани на северозападот на земјата и околу главниот град Техеран, иако може да се забележи дека се стрелало и на цели кои што се наоѓаат на самиот јужен дел на Иран. Од она што може да се добие како информација од светските медиуми, оние кои што подетално ја следат војната, Иран возвратил со дронови и со балистички ракети, а биле погодени цели во близината на Тел Авив и како што кажав и на почетокот, на повеќе американски бази кои што се наоѓаат во државите на кои што се во Персискиот залив. Станува збор за американски бази во Кувајт, во Обединетите арапски емирати, погодена е американска база во Катар. Има информации дури за тоа дека е погодена американска база која што се наоѓа во Јордан. Треба да се има предвид дека иранците стрелаат на американски и израелски системи кои што традиционално се прилично добро подготвени за противвоздушна одбрана. Според информациите кои што ги споделија израелските и американските извори, практично најголем дел од ракетите биле пресретнати. Има информации дури и за 5 жртви во Сирија кои што загинале од на некој начин остатоци од ракети кои што ги пресретнала противвоздушната одбрана на Израел. И очекувано кога се случуваат вакви обемни и големи напади, тоа практично значи и на некој начин чистење на целиот воздушен простор над овие земји. Може да се забележи од Flight Radar, ова е некоја снимка направена денеска по 14 часот попладне. Забележувате дека целиот овој регион од Блискиот исток практично е избегнуван од авиокомпаниите. Можете да забележите дека на територијата на Иран, која што е огромна територија, нема ниту еден авион. Слична е ситуацијата и со останатите држави, иако може да се забележи дека полека се нормализира воздушниот сообраќај во оние држави кои што претрпеа напади само поради тоа што на нивна територија се поставени американски бази. Ние стоиме зад нашите американски сојузници во справувањето со дестабилизирачките закани на Блискиот исток, напиша на социјалните мрежи македонскиот министер за надворешни работи Тимчо Муцунски. Соединетите американски држави јасно ставија до знање дека дипломатијата е секогаш првата опција, но одвраќањето останува од суштинско значење кога постојат веродостојни ризици. Безбедноста, стабилноста и одговорноста одат рака под рака. Во исто време нашите амбасади и конзуларни тимови низ целиот регион се активно вклучени и работат на поддршка и помош на нашите граѓани, обезбедувајќи ја нивната безбедност и обезбедувајќи ја целата потребна конзуларна помош, стои во објавата на Муцунски.
11 македонци официјално побарале евакуација од територијата на Израел, но најрано до понеделник воздушниот простор ќе остане затворен. Македонците се бројни во атрактивните туристички места како Абу Даби и Дубај. Во разговор за Сител на шинците, Марио и Мила ја опишуваат ситуацијата на терен и покрај заканата велат дека живењето е нормално. Македонецот Миле Трифуновски, кој во моментов живее и работи во Доха, во Катар, за Сител раскажува дека околу 12 часот по локално време ги слушнале првите детонации. Вознемирени велат дека ќе почитуваат препораките од центрите за управување со кризи, но сметаат дека состојбата во моментот е стабилна. Во Катар во моментот има околу 350 македонци, но за сега никој не бара евакуација. Генерално првите ракети кои што беа испалени од тука, пошто ја бев на другиот крај од државата утрово, па некаде околу 12 часот можам да кажам дека се лансираа ракети од тука кои што најверојатно беа наменети да пресретнат ирански ракети. Јас така го оценувам тоа затоа што од тука, како што кажуваат американските власти, не напаѓаат. Туку овде е само поставени системи за одбрана, претпоставам, и така и ќе остане. Генерално сите сме смирени и мислам ги следиме упатствата, бидејќи валја од Центар за управување за кризи што има на Катар, редовно добиваме SMS пораки и известување на телефоните како да постапуваме. Тоа генерално се однесува на да седеме во некој простори подалеку од прозорите на зградите и да не излегуваме безпотребно, да не се движиме по градот, ако за тоа реално немаш потреба. Повеќето од луѓето тука го почитуваат тоа. Сега кога доаѓав кон работното место, баш видов дека улиците се полупразни, никој безпотребно не ризикува да се движи во овие времиња. Детонациите се слушнали и во Дубај, но нема поголема вознемиреност помеѓу македонците кои се таму. Фитнес инструкторот Марио раскажува дека иако се вознемирени, нема предупредување за евентуална евакуација. Моментов е окей, стабилно. Имаше пред неколку сати некои, ајде да кажам, мали експлозии се слуша, што претпоставам, тоест прочитав дека беа тоа ние пресретнување на одбранбениот систем на Емиратите против оние ракети кои што беа неверојатно туку лансирани од Иран на кај Емиратите. Така да само тоа беше на два наврати по некои, ајде речем, мали експлозии, освен тоа нема ништо друго. Самите Емирати, владата на Обединетите Арапски Емирати имаат објавено дека, нели, оние генерални препораки во вакви времиња каде што би требало да бидат, ако да не се искачат надвор ако некоја нема некоја потреба и не знам, освен тоа нешто друго посериозно нема. Аларми, такви ствари се уште немало. Македонското МНР е во постојана комуникација со амбасадите и конзуларните представништва доколку некои од македонските граѓани побараат помош. Според информациите од Абу Даби, околу 30 на македонци се јавиле во амбасадата, но не за евакуација, туку за повеќе информации околу состојбата. Сликата е поразлична во Израел, од каде според МНР досега 11 македонски државјани официјално побарале евакуација од таму. Согласно последните информации, воздушниот простор останува затворен најмалку до понеделник, а по неговото повторно отварање ќе бидат разгледани и можностите за моделите и организирање на евентуална евакуација во согласност со околностите и безбедносната состојба. Во оваа фаза препораката до нашите државјани е внимателно да ги следат официјалните известувања на израелските власти, да постапуваат согласно безбедносните протоколи и да останат во засолништата кога тоа е наложено, известуваат од МНР. Ивана Соколовиќ, Најдова, Сител телевизија. А дел од туристите во Дубај и Абу Даби веќе барале помош од македонските амбасади. Амбасадата во Обединетите Арапски Емирати останува отворена за секаква поддршка. Ивана Соколовиќ, Најдова разговара со амбасадорот Абдулкадер Мемеди. Амбасадор Мемеди, од утринава стигна информациите за нападите практично во Блискиот Исток. Кои се информациите со кои што во моментов располагате, кога прв пат се слушна истрелите нападите и каква е моменталната состојба таму? Добар ден и поздрав од Абу Даби, од македонската амбасада. Ние денеска се разбудивме во еден необичаен ден за разлика од другите денови, односно не разбудија детонации од ракетите кои што беа пресретнувани од противвоздушната одбрана на Обединетите Арапски Емирати. Како што впрочем објавуваат и сите светски медиуми, ситуацијата е таква каква што е. Да се надеваме дека ова брзо ќе заврши и ќе се вратиме во нашите нормални денови, нормален живот.
Така, имате ли комуникација со македонците во тој дел од светот, конкретно и во Абу Даби и околните земји? Кажете ми каква е ситуацијата? Дали досега некој побара помош за да биде евакуиран од подрачјата? Амбасадата на Македонија во Абу Даби е во постојана комуникација со нашите граѓани кои што престојуваат, живеат во Обединетите Арапски Емирати, Саудиска Арабија, Оман, Кувајт, Бахреин и околните земји. Јас заедно со колегите од Упринските часови веќе сме во постојана комуникација, во координација со Министерството за надворешни работи и надворешна трговија на Македонија објавивме и официјално известување на веб страната на Министерството и на амбасадата, каде што ги известивме нашите граѓани за тоа што се случува и секако таму ги наведовме и броевите за контакт, каде што веќе не контактират нашите граѓани. Нормално е и очекувано да бидат загрижени, напнати, но сакам да ги уверам сите наши граѓани кои што имаат нивни роднини и блиски што престојуваат во Обединетите Арапски Емирати и во регионот, дека тие се безбедни, дека институциите во државите на приемот функционираат најнормално, животот продолжува да функционира најнормално. Само една важна работа која што сакам да ја потенцираме дека се замолуваат нашите граѓани информациите во однос на состојбите и тоа што се случува и тоа што не очекува исклучиво да ги добијат од официјалните канали, односно преку Министерството, преку амбасадата и секако преку официјалните објави на надлежните институции во земјата каде што престојуваат и да бидат внимателни со разни лажни вести и провокации кои што секако се и дел од ова, за жал, недобра ситуација која што е воена. За колкава бројка на македонци станува зброј кои што се јавиле, како што велите, нови оставени телефони, кој би рекла најпогодениот регионот каде што нашинците алармираат практично? Вака, реално не би можеле да кажеме кој е најпогодениот регион, бидејќи веќе е јавно достапно дека таргетите се сите земји од Блискиот исток, односно како што се Обединетите Арапски Емирати, Бахрейн, Кувајт, исто така и Саудиска Арабија и други земји. Тоа не би можел да кажам кои се во поголем ризик од едните или други, но морам да кажам да до сега нема никакви информации потврдени дека има некои детонации некои во цивилни населби. Претежно тие нападите кои што се насочени према воените цели, токму затоа беше и повикот кој што ние го упативме и во состојба на координацијата со надлежните институции во земјата на приемот, сите наши граѓани да ги избегнуваат местата каде што се блиско до безбедносни воени бази, а секако се препорачува без основана потреба да не ги напуштат нивните домови, да останат во нивните домови се додека не добиваме и други насоки од страна на институциите. Имаме ли некаква бројка како амбасада таму, колку македонци се во моментов таму? Од тоа што имаме податоци кои што ги добиваме на годишна основа, наши сограѓани кои што живеат и работат во Обединетите Арапски Емирати, имаме над 1200 наши државјани, но тоа не значи дека таа би била реалната бројка. Најнормално еве имавме повици од наши сограѓани кои што дошле за туристички посети и на патот за аеродром биле принудени да се вратат. Така што таа бројка се однесува на Емиратите, за тие со постојан престој, додека во другите земји отприлика и таа бројка меѓу 1000 и 2000 граѓани. Така, споменавте туристи, имаме ли некаква бројка колку туристи моментално и се таму на таа територија или побарале практично помош за да се вратат назад? Во моментот имавме повик од помала група од туристи кои што се во Дубај и исто така и од Катар, кои што се со брод на крстосарење низ земјите од заливот. Секако им ги соопштивме сознанијата со кои што располагаме. Стоиме на располагање за понатамошна координација и помош. Да се надеваме дека ова брзо ќе заврши и нема да ескалира повеќе,
да се надеваме дека ова епизода ќе биде отприлика таа истата која што се случи неодамна во текот на летото минатата година. Така, амбасадоре, во не дај Боже, ако се случи можна ескалација на состојбата, колку ние како амбасада сме подготвени брзо да реагираме и каков механизам ќе биде употребен во таков случај? Видете, нашата амбасада во Абу Даби, нели, искуствата од животот не учат за да бидеме спремни секогаш и за најлошото. Ние, впрочем, во 2020 година имавме едно, да кажам, солидно искуство со евакуацијата на нашите сограѓани за време на ковид кризата. И секако сите тие контакти и координации со надлежните институции во земјата на приемот и во земјата во Република Македонија, сега во таа поблиска координација ќе направиме све што е можно од наша страна за да тоа биде изведено на наједноставен и најпрактичен начин за нашите сограѓани. Така, ви благодарам многу за овие информации. Се надевам дека нема да се случи ескалација и остануваме во контакт доколку има потреба за помош на нашинците во тој дел од светот. Ви благодариме за. Дали нападите беа очекувани, домашните експерти велат ескалацијата на Блискиот Исток беше прашање на време, но неизвестно беше кој ќе го зададе првиот удар. Според нив, понатамушниот развој ќе зависи од можната улога на големите сили, особено Кина, а конфликтот може да предизвика и економски последици за Македонија. Јасно беше дека ќе има напад, но не можеше да се прецизира кој ќе го зададе првиот удар. Домашните експерти проценуваат дека ескалацијата на состојбите на Блискиот Исток биле очекувани. Предвидевме ова ситуација што ќе се случи. Беше јасно дека ќе има напад, дали од страна на Израел прво или од САД прво, и целтата на тоа е менување на режимот во Иран, што смета многу на САД. Големиот индикатор на настаните тие што се случува сега беше повеќе од страната на Турција отколку на страната на Израел и на САД. Бидејќи Турција почна да се спрема за некаков вид откопнена инвазија, и ова беше како за нас индикатор дека ова нема да биде воздушни удари како што се случи лани, туку ќе биде нешто малце посериозно. Апсолутно можеме да кажеме дека беше очекуван. Зошто? Затоа што гледаме дека не само последните месеци и не поради нападот само од минатата година, светот влегува во една нерегулирана фаза и поделба на промена на улогите на светските сили. Овој напад не може да се гледа како изолиран дел, да не се има предвид притисокот за договор и војната во Украина. Понатаму, ако се сеќавате, пред отприлика месец дена притисокот кон Гренланд, што подразбира Арктичкиот круг за безбедност, Тајван и првиот синџир на острови. И всушност во целата оваа равенка Иран е, ако сака вака пластично да го објаснам на гледачите, еден супер Балкан на геополитичко ниво. Состојбата може да ескалира само ако Кина се вклучи во овој конфликт. Ова може да се ескалира во случај ако Кина одлучи да интервенира. И не зборам тука за интервенција како може војна интервенција, туку они имат и опрема, имат и технологија што беше користена во минатите, да кажеме, месец дена, особено со настаните со Starlink сателити во Иран. Ако Кина на било кој начин се вклучи со поддршка на режимот во Иран, тоа би подразбирало чекор поблиску до светска војна. Експертите проценуваат дека конфликтот на Блискиот Исток ќе влие и врз Македонија. Секој настан што се случи во светот има импликации тука на Македонија. Може луѓе гледат, ама што има врска, ние сме далеко од тоа, ама не, тотално тоа е грешно, затоа што првата работа порастата на нафтените деривати, бензин и дизел, и овие работи ние ќе имаме директ тука удар што е сериозен, бидејќи ние зависиме многу на увоз, на импорт. И во тој случај се ќе се поскапи, значи цените на производите, цените на нафтени деривати и тоа. Имаме втор момент, моментот на миграција. Значи во моментот кога се случи било каков вид на дестабилизација во Блиски Исток или во Африка или во било кој место, ние сме тука првиот, да кажеме, браник кон Европа. Ескалацијата на Блискиот Исток веќе ги отвора прашањата за глобалната безбедност и економската стабилност. Аналитичарите предупредуваат дека секое предлобачување на судирот меѓу САД и Иран ќе значи нови геополитички тензии. Габриела Лескова, Сител телевизија.
Политичките партии со нова размена на обвинувања за случајот Артан Груби. Театарот кој што го приредува ДПМНС овие денови веќе станува циркус. Или би ви одговорил со реториката која што премиерот милува да ја користи, ова се ад хоминем напади на СДСМ, а всушност јавноста и сите знаат дека и де јуре и де факто оваа ситуација е политички дел помеѓу ВМРО, ОКГ и ДУИ. Во СДС се свесни што се може да каже Груби, па затоа и го бранат неговиот криминал. Толку ги немаат брането дури ни криминалите на Заев и Филипче. Во превод, ако Груби прозбори, голем дел од поранешните функционери на СДС ќе треба да седнат на обвинителна клупа. Уставниот суд воведува преноси во живо од своите седници во обид да ја зголеми транспарентноста и да ја врати довербата во правосудниот систем. Од 4 март јавноста ќе може во реално време да ги следи расправите и одлучувањето преку официјалната веб страна, како и на YouTube и Facebook. Ова е дел од повеќе годишната програма за комуникацијска реформа со која судот најавува поотворен пристап и редовно информирање за сите предмети. Покрај дигитализацијата ќе се воведат и директни средби на претседателот на судот со граѓаните секој прв четврток во месецот, а од Уставниот суд велат дека со овие чекори поставуваат нови стандарди за отчетност и владење на правото во државата. Зошто е во пораст врсничкото насилство? Каде потврлаат училиштата, но и семејствата? Имаме ли систем за проценка и поддршка или адхок мерки кои ги заскриваат проблемите? Тема на денот во 19 со професорката Татјана Алексич. За овој случај ги прашавме и психолозите, со нив разговараше Сања Димитровска. Колку е изјавата на мајката дека погрешка го ставила ножот во ранецот на 4-то оделенецот од основното училиште Киро Глигоров и при тоа предизвика страф и паника кај децата и кај родителите, е доволна за овој случај да биде затворен. Државниот просветен инспекторат констатирал дека образовната установа постапила согласно протоколите и биле известени сите служби кои имаат ингеренции. Но од друга страна и во писмото на родителите и со изјава на директорката се потврдува дека со истиот ученик стручни служби работат уште од прво оделение бидејќи имало отстапки и побарале од семејството да донесат проценка која уште не ја добиле. Според психолозите не треба да се прави криминална истрага за инцидентот, но и не смее да се заврши само со изјавата на родителот. Јас се разбирам, мајката ние сите би сакале да си ги заштитиме децата, да ги сочуваме од казни, да ги сочуваме од реперкусии различни. Може би требало после тоа да има некој информативен разговор или психолошко советување со една екипа на луѓе, социјални работници, психолози, со кои што ќе разговараат за опасностите што едно такво заштитување може да го донесе за детето. Јовановска вели дека еден психолог или еден педагог во училиште од 1000 ученици е многу малку. Но може да се побара помош и преку разговори и едукации да им се помогне на децата емоционално да созреат и да научат како да ги решаваат проблемите цивилизирано, а не со ножички или пак други опасни предмети. А случајот со 4-то оделенецот од Киро Глигоров е доволен аларм да се сменат работите во правилна насока. Тоа покажува дека е повик за помош, да им помогнеме на децата кои предизвикуваат вакви нереди. Не е доволно да ги запишиме, не е доволно да ги казниме, не е доволно да ги преместиме во другите училишта, затоа што од таквото однесување добива еден ток, како навика дури. Постојано и постојано да се повторува. Мислам дека во нашата земја постојат доволно стручни луѓе, стручни служби кои навистина можат да реагираат на ова. Случајот во Киро Глигоров не е изолиран инцидент. Постојано слушаме за тепачки и меѓуврсничко насилство во училишта или надвор од нив. Дел ги пријавуваат, дел остануваат под тепих. Пред една година во полицискиот билтен во еден ден имало дури 3 пријави за училишно насилство, што значи дека алармот одамна е вклучен. Сања Димитровска, Сител телевизија. За овој случај анализа и во Централниот дневник. Останати до тогаш со нас, пријатно.